Како вовед во одбележувањето на 95 годишнината од основањето, Пининфарина издвои некои своји проекти кај кои фокусот е на дизајнот во функција на аеродинамиката и перформансите на две тркала. Подсетија на Vimoto APD, првиот макси скутер на светот извајан во воздушниот тунел на италијанското дизајн студио. Користејќи ја до максимум експертизата на инженерите на Пининфарина, австралиската мотокомпанија со него ќе заплови во нов сегмент во кој владее електричната мобилност. Обемните тестирања доведоа и до создавање на иновативните WMC моторцикли, кои располагаат со револуционерно поставен аеродинамичен централен канал со кој значително се намалува отпорот на воздухот. Ова е доста значајно за потрошувачката и емисиите на јаглерод диоксид, бидејќи при возење со 100 км на час, дури 80% од моќноста се троши за совладување на аеродинамичниот отпор. Тој е важен и кај велосипедите, што покажува и новата серија на Дероса, која воедно е најлесна во својата категорија. Се одликува со рамка од јаглеродни влакна, тешка само 730 грама и супериорна аеродинамика. Иако има 3 тркала, во оваа класа возила може да се сместа и соларниот автомобил Аптера, кој веќе е подготвен за производство. Како едно од аеродинамично најефикасните возила во историјата, представува храбар скок напред во енергетски ефикасниот транспорт, бидејќи овозможува поминување и до 65 км без полнење на батериите. За развојот на овие идеи, најзаслужен е воздушниот тунел на Пининфарина, способен да симулира и вкрстени ветришта, заради што го користат и скијачите за оптимизирање на својата положба.